Todos hasta arriba. Почитувани гледачи, здраво и добродојавте во шестото издание од четвртата сезона од нашата и ваша МТМ кошаркарска лига. Во денешното издание ќе ви понудиме три интересни надпревари кои се одиграа во спортската сала Градски парк, а ќе ја погледнеме и стандардната рубрика Топ 5 на најдобрите потези од ова четврто коло кај генерацијата 99-2000. Вие, почитувани гледачи, останете покрај малите екрани во следните половина час, затоа што започнува 63-то издание на МТМ кошаркарската лига. Стартуваме со првиот надпревар во денешната програма кај генерацијата 99-2000. Во рамките на четвртото коло ќе настапат тимовите на АБ Пестелоци и Квиско Баскет. За АБ Песталоци настапија Дамјан Спиридоновски, Марко Марковиќ, Андри Брова, Виктор Трповски, Бојан Милев, Јана Марковиќ, Миро Зиновски, Игор Лазаров и Бојан Дабевски. Тренер на екипата е Марко Трајковски. За Квиско Баскет настапија Никола Мирчевски, Петар Васев, Филип Безар, Тони Симуновски, Ѓорги Зафировски, Теодор Димовски, Петар Златевски, Филип Тодоровски, Петар Кежаровски, Агром Бајрам и Христијан Ненковиќ. Тренер на екипата е Виолета Здравковиќ. Во следните неколку минути ќе ги видиме најинтересните моменти од оваа средба. Надпревар со многу пресвртени приредија кошаркарите на овие два тима. На стартот сепак кошаркарите на АБ Пестелоци беа тие кои создадоа првата поголема предност и одлично го започнаа преварот. Сепак не заостануваше многу ни Квиско Баскет, кои направија поголем број грешки и поголем број нереализирани напади. Со 14:9 АБ Пестелоција доби првата четвртина. Во вториот дел не се случи ништо посебно. АБ Пестелоција играше својата игра и не им дозволи на Квиско Баскет да го достигнат нивното водство. Прилично израмнето беше во текот на оваа четвртина, но сепак за нијанса АБ Пестелоци беа повторно подобри. Резултатот беше повторно во корист на АБ Пестелоци, кои ја добија втората четвртина со 9:7 и на полувреме имаа предност од 23:16. Во третиот период, како добро да им дојде паузата на кошаркарите на Квиско Баскет, ги консолидираа своите редови, а се разбира тоа резултираше со многу подобра игра на обете страни од теренот.
Криско одлично ја одигра оваа четвртина, најпрво го достигна водството на АБ Песталоци, а до крајот на оваа четвртина дојде и до првото водство на надпреварот. Со 14:6 Квиско Баскет ја доби третата четвртина и во пресред на последниот период од надпреварот имаше минимално водство со 30:29. Во четвртата четвртина улогите беа заменети. Квиско Баскет повеќе грешеше, а АБ Песталоци тоа на најдобар можен начин го искористи. Поени имаше на двете страни, но тие беа сепак повеќе во кошот на Квиско Баскет. АБ Песталоци до крајот само ја одржуваше оваа минимална предност и стигна до победата. Со 13:8 АБ Песталоци ја доби последната четвртина, а резултатот на крајот гласеше 42:38. Кај победителите со 12 поени најдобар беше Марко Марковиќ, 9 постигна Дамјан Спиридоновски, а по 7 коша дадоа и Бојан Милев и Виктор Трповски. Кај Квиско Баскет со 14 поени најдобар во своите редови на надпреварот беше Тони Симуновски, 13 даде Филип Тодоровски, а 5 поени постигна и Никола Мирчевски. За најдобар играч на надпреварот беше прогласен Дамјан Спиридоновски од тимот на АБ Песталоци, кој си доби награда од нашите пријатели Агенцијата за млади спорт. Јас сум Митко Костовски, селектор на најмладите македонски репрезентации, родени 99-2000 и тренер и собственик на кошаркарскиот клуб Квиско Баскет. А вие гледајте МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Крумислав Божиновски, тренер на кошаркарскиот клуб Томас, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Душко Јаковчевски, тренер на КК Томас Тетово, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Марија Видикова Николич, тренер на кошаркарскиот клуб МНА од Кавадарци, а вие гледајте МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Снежана Николовска од кошаркарскиот клуб МНА од Кавадарци, а вие гледајте МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Елија Танасова, тренер во кошаркарскиот клуб МНА од Кавадарци. Гледајте МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. Во вториот надпревар од четвртото коло во МТМ Кошаркарската лига во генерацијата 99-2000 се сретнаа тимовите на Академија Баскет и Томас од Тетово. За Томас од Тетово настапија Кристијан Трифуновски, Синеј Мустафи, Дон Точи, Фис Точи, Јуан Бесими, Јетмир Мусаи, Флоријан Синани, Ујкан Сулемани, Исен Исени и Имер Мемети. Тренер на екипата е Крумислав Божиновски. За Академија Баскет настапија Иван Балов, Миле Трајковски, Борис Насков, Ѓорги Божиновски, Ѓорги Докузов, Виктор Трповски, Марко Марковиќ, Јана Марковиќ и Бојан Милев. Тренер на екипата е Зоран Балов. Во следните неколку минути ќе ги погледнеме најдобрите моменти и од оваа средба. Далеко поразличен од првиот надпревар одигра овие два тима во четвртото коло од МТМ Кошаркарската лига.
Кошаркарите на Томас од Тетово одлично стартуваа и преку контранапади за брзо време направија солидна предност. Грешките на Академија Баскет кошаркарите на Томас ги казнуваа, па така до крајот на првата четвртина Томас направи солидна предност од 12:4. Во вториот дел кошаркарите на Томас уште повеќе го зголемија водството, а кошаркарите на Академија Баскет немаа никаков одговор на играта на Томас од Тетово. Со 18:5 Томас ја доби втората четвртина и на полувреме имаше двоцифрена предност. Во третиот дел се играше израмната кошарка, но темпото на игра полека спласна кај кошаркарите на Томас. Тоа го искористија на моменти кошаркарите на Академија Баскет и со прецизни напади и реализирани поени го намалија високото водство. Истото се случуваше во последниот период, па така кошаркарите на Томас стигнаа до победата со 50:23. Кај Томас со 14 поени најдобар беше Флориан Синани, а 6 даде Јоан Бесими. Кај Академија Баскет 9 постигна Миле Трајковски, 6 Иван Балов, а 4 коша даде и Борис Насков. За најдобар играч на прврт беше прогласен Флориан Синани од тимот на Томас од Тетово. Јас сум Јане Петровски. Јас сум Синиша Аврамовски. Јас сум Тони Гарчаров. Јас сум Димитар Мераковски. Јас сум Тони Симич. Јас сум Никола Караколев. Јас сум Јован Марковски. Јас сум Костовски Александар. Гледате МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија.
И во третиот и последен надпревар ќе ги видиме кошаркарите на Работнички и МНА од Кавадарци. За Работнички настапија Никола Крстич, Александар Костадиновски, Огнен Станојковски, Марко Рендевски, Панче Арсовски, Илија Саздовски, Бенјамин Дацич и Давид Станич. Тренер на екипата е Златко Мокров. За МНА од Кавадарци настапија Александар Витанов, Александар Тасев, Ристе Атанасов, Ангел Петров, Саше Јанков, Дарко Давчев и Јован Митрев. Тренер на екипата е Леонора Георгиева. Ги гледаме најинтересните моменти од овој надпревар. Ова четврто коло кај генерацијата 99-2000 ја заокружија овие два тима кои одиграа одличен надпревар. И двата тима почнаа доста ефикасно, но кошаркарите на Работнички беа тие кои го имаа почетното водство. А до крајот на првиот дел, МНА сепак стигна до достижна разлика. 11:7 беше резултатот по првата четвртина за Работнички. Во вториот дел од надпреварот, кошаркарите на Работнички уште повеќе го зголемија темпото на игра и преку контранапади го полнеа кошот на МНА, кои се уште не можеа да ја пронедат својата препознатлива игра. МНА не можеше да го следи темпото на Работнички и до крајот на полувремето има негативен двоцифрен резултат. Работнички со 11:7 ја доби втората четвртина и на полувреме имаше предност од 28-14. Во третиот дел кошаркарите на МНА ги консолидираа своите редови. Ја подобрија одбраната, но и го зголемија процентот на успешни одиграни напади со поени. Тоа резултираше со намалување на водството на Работнички. Сепак Работнички не дозволи во оваа четвртина испуштање на разликата под 10 поени, па така во последниот период од надпреварот влегува со позитива од плюс 12 поени предност, 36-24. МНА ја доби оваа четвртина со 10:8. Во последниот период кошаркарите на МНА од Кавадарци тргнаа со сите сили на се или на ништо. Се обидуваа на секаков начин да го достигнат водството на Работнички и надпреварот да го направат интересен.
Сепак, кошаркарите на МН од Кавадарци ја намалија предноста на Работнички на достижни 6 поени предност, но во големата желба да го стигнат резултатот на Работнички, се почести беа и нивните грешки, што тимот на Работнички успешно ги казнуваше и ја одржуваше така својата предност. Во финишот, тие повторно ја зголемија предноста и на крајот стигнаа до победата од 47-38. МН од Кавадарци ја добие четвртата четвртина со 14-11 и немаа сили за комплетен пресврт. Со 15 поени најдобар на надпреварот и во тимот на Работнички беше Александар Костадиновски, 9 даде Никола Крстик, а 7 постигна Марко Рендерски. Кај МН 10 поени постигна Александар Витанов, 9 Саша Јанков, а по 6 коша дадоа и Ристе Атанасов и Ангел Петров. Наградата од нашите пријатели Агенцијата за млади и спорт за најдобар играч на надпреварот ја доби играчот на Работнички Александар Костадиновски. Здраво, јас сум Бојан Станосов и вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Здраво, јас сум Дарко Соколов, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Предраг Самаджиски, кошаркарски репрезентативец на Македонија, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Марин Докудовски, гледате МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. Следо рубриката Топ 5, каде ќе ги видиме најдобрите 5 потези од ова четврто коло во МТМ Кошаркарската лига кај генерацијата 99-2000. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. А како тоа го прават најдобрите, погледнете во најновите топ 5 потези во Кошаркарската Евролига и NBA лигата. Christina Aguilera. Oye, mamita, dale, que la cosa está rica. Christina Aguilera. Oye, mamita, dale, que la cosa está rica.
this moment. Miss Worldwide, Christina Aguilera. Oye mamita, dale que la cosa está arriba. Miss Worldwide, Christina Aguilera. Oye mamita, dale que la cosa está arriba. Јас сум Маријан Лазовски. Јас сум Драган Василов Цевкан. Јас сум Лазар Пуловски. Јас сум професор Александар Туфекчиевски, председател на Федерацијата на училишен спорт на Македонија, а вие гледајте МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. Тука, почитувани гледачи, ќе го завршиме ова шесто издание од МТМ Кошаркарската лига за сезоната 2013-2014. Премиерата на емисијата секогаш е недела со почеток од 11 часот и 45 минути, ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. Поздрав!